Многу е висок процентот на родителите кои што не го однеле своето дете на ортопедски преглед, надвор од оние редовни систематски прегледи кои што ги организира училиштето. Токму затоа, ова утро посветуваме внимание на можеби почестиот проблем со кој што се соочуваат дечињата особено и кои се најчестите деформитети на ребетниот столб кај децата, заедно со доктор Аница Хаджи Петрушева Јанковиќ, специјалист по физикална медицина и рехабилитација од клиничката болница Аџибадем Систина. Добро дојдовте. Добро утро, добро најде. Да започнеме самиот почеток, дефинирање на најчестите проблеми на ребетниот столб кај децата. Најчестите проблеми на ребетниот столб, односно искривувањата на ребетниот столб кај децата се познати сколиози и кифози. Најнапред да кажеме дека кај ребетниот столб имаме две нормални кривини, односно едната се нарекува лордоза, другата се нарекува нормална кифоза. Лордозата, односно закривувањата навнатре, се наоѓаат на вратниот и на лумбалниот, односно на делот на кичмата, додека пак онаа мала грба или кифоза, ако ја кажеме физиолошка, се наоѓа на торакалниот дел, односно на градниот дел на ребетниот столб. И кога ќе ја видиме од страна, кога ќе го погледнеме ребетниот столб, изгледа како нека истегната латинска буква S. Меѓутоа, покрај овие нормални кривини, во текот на растот и развојот кај децата може да се јават додатни други кривини, кои што не се физиолошки и кои што го нарушуваат целиот понатамошен дел во однос на трупот, на развојот на трупот кај детето и кои што во детската возраст може да и нема да направи толку видливи проблеми ако е во блага форма, меѓутоа во однос на старењето или на човек, тогаш се јавуваат и се понапредни оние дегенеративни промени што се јавуваат кај возрастните. Со таа цел треба што порано да се откријат и што порано да се превенираат нивниот напредување, нивниот развој. Сколиозата е странично искривување на ребетниот столб и кога ќе се погледне во фронтален дел, тогаш се гледа дека на левата или на десната страна има единачна или двојна кривина на ребетниот столб и тогаш веќе кога го гледаме во чело ребетниот столб, тогаш има искривена буква S, додека пак кифозата е зголемување на онаа физиолошка кифоза која што нормално ја има во градниот дел на ребетниот столб. Дали самите родители можат да препознаат дека детето има нарушување на ребетниот столб, односно јавува веќе некој деформитет? Некој деформитет. Најчесто сите родители ги гледаат децата им исправи се. Значи, тоа е она прво откривање на лошиот став. Не мора да кажеме дека има деформитет анатомски направен, меѓутоа физиолошки детето има лош став, лоша позиционираност и лоша поставеност на мускулатурата во однос на нејзина јакнење и заради тоа зафаќа она прва згрбавена положба. Тоа е првата работа што ја откриваат, да речеме, која што секојдневно ја гледаат родителите. Тоа е тој кифотичен став, додека сколиозата малку потешко се заприметува, бидејќи таа има поголем број на карактеристики кои што се подискретни и не секогаш може навреме да се открие кај дечињата. Откако ќе поминат редовните ортопедски прегледи за новороденчето и контроли до 3 годишна возраст, како да се нема навика потоа редовно да се следи, односно да се носат децата на ортопедските прегледи. Зошто мислите дека е тоа така? Начално треба тие редовни рутински прегледи да се вршат во однос на деформитетите на ребетниот столб, да се вршат во училиштата како скрининг прегледи при систематските. Меѓутоа тоа се врши на неколку години, така да не можеме да земеме дека тоа е доволно за навремено откривање на овие деформитети и особено во периодот на раст потребни се почести ортопедски прегледи, односно почести скрининзи да се создаваат, односно да се организираат, за да може што повеќе и што порано да се откријат деформитетите. Бидејќи еден деформитет може да се јави за 9 до 12 месеци и веќе потоа да напредува, па да биде малку и подоцна, не предоцна, меѓутоа доцна, кога веќе ќе се
открие. Така да во интензивниот период на раст, значи некаде од 8-9 годишна возраст па се до навршување на пубертетот 16-17 годишна возраст, би било пожелно да се оди на тие редовни контролни прегледи на отприлика 12 до 18 месеци. Спомнавте дека веднаш кога детето ќе седне под искривено, односно под навалено, родителот реагира со довикување седни исправено или пак исправи се. Но дали постојат други фактори кои што влијаат на влошување на состојбата на работниот столб? Велиме дека односно ги поврзуваме тешките ранци, веќе првачињата ќе ни тргнат на училиште, па тука се книгите, потребниот број, доволен број, помалку повеќе. Кои се и другите фактори кои што влијаат на влошување на состојбата на работниот столб? Факторите кои што влијаат може да ги поделиме на внатрешни и надворешни фактори. Внатрешен фактор најчесто може да бидат некои слабости во развојот на мускулатурата, на паравертебралната мускулатура и заради таа слабост да има поголем афинитет кон развој на сколиотично или кифотично, најчесто сколиотично искривување на работниот столб. Овие можеме да ги крстиме како вродени деформитети, се јавуваат уште во пораната детска возраст. Оние кои што се многу позагрижувачки се заради лошиот став на децата и се јавуваат, пак ќе покажам, некаде околу 8-9 годишна возраст и се прогредираат се до завршетокот на растот на детето и тие се најголем дел заради надворешни фактори. Еден од најголемите надворешни фактори е слабата физичка активност на децата, слабата мускулатура, потоа лошото држање на телото, значи тие се по 8 часа во училиште, на столче во една искривена положба, физички недоволно активни, тешките ранци, како што кажавте, нивното неправилно носење и после завршување на училишните активности детето повторно не излегува да трча, да спортува, туку во најголем дел се дома и врзани за електронските уреди, што повторно и ја слабее мускулатурата и влијае на тоа да немаме правилен развој, односно да напредува деформитетот кој што веќе започнал да се формира. Самите си допринесуваме. Да, самите си допринесуваме. Така, да му дозволуваме на детето едноставно да помине, како што рековте, повеќе време во седечка положба пред електронските уреди, да го продолжи на седење и од кој што го завршил во училиштето, го продолжил дома. Спомнавте дека и нашите деца, односно повеќето деца не се толку доволно активни, физички активни. На некој начин можеби не се заинтересирани за спортување или пак го избегнуваат спортувањето поради одредени причини, но колку точно спортувањето, без оглед на кој спорт станува, за кој спорт станува збор, помага во лекување на тие деформитети на работниот столб? Не можеме да кажеме лекување, спречување за нивниот развој. Кога ќе се појави еднаш деформитетот на работниот столб, особено сколиотичното искривување, не можеме да кажеме дека тоа ќе го излекуваме и ќе го вратиме во нормална положба. Меѓутоа можеме да спречиме да прогредира, значи да напредува. Единствено спортувањето, односно правилното вежбање е нешто што ќе го спречи понатамошниот развој на деформитетите на работниот столб. Меѓутоа не зборуваме само за целно вежбање. Тоа е еден системски проблем кој што треба или организацијски да се реструктурира, затоа што по некои истражувања амерички е доведено дека кај малите деца, односно децата кои што се во рана училишна возраст, односно во основно училиште, оние до 5 оделение, па и до 8 оделение, кога е најмасовен развојот и појавата на овие искривувања, треба на секој час од 45 минути да има одмор од 10 минути кои што нема да се помине во училница, нели, туку ќе се помине во однос на раздвижување. На секој 4 часа училишни треба да се има по еден час физичко воспитување, односно физичка активност кај децата. Така да сето она што го сметаме како 2 часа, 3 часа неделно физичко и здравствено воспитување е докажано дека не е доволно за да ја создадеме навиката за физичка активност кај децата. Се препорачува особено пливањето. Да. Дали тоа е единствениот спорт кон кој што првин треба да се нацелиме, доколку не дај Боже се соочиме со ваков проблем?
Не е основниот, меѓутоа еден од најдобрите начини. Но сепак постојат вежби, медицински вежби, кои што целно делуваат на одредени мускулни групи за да се спречи понатамошниот развој на деформитетот кој што веќе се појавил. Така да, кога веќе ќе се открие деформитетот, мора да се побара стручна помош, затоа што и неправилното вежбање, и неправилното оптеретување може да доведе до влошување на состојбата. Доколку сепак се препуштиме само на оние ортопедски прегледи кои што спаѓаат во редовните систематски прегледи во училиштето, и едноставно кога таму ќе биде препишана дијагноза дека детето има одредени деформитети на рабетниот столб, искривување на рабетниот столб, можеме ли едноставно да превземеме сами одлука за тоа што понатаму да го запишеме на пливање или можеби достапност на вежбите на интернет, да го натераме детето да ги практикува дома или веднаш е особено значаен советот да се привземе друга, односно да се појде на ортопедски преглед кој што ќе ја даде деталната слика и информација за што се случува во моментот со рабетниот столб. Мора да се побара стручна помош, затоа што степенот на прво клиничкиот степен, односно клиничката слика на искривувањето и реалното искривување мора да се открие колкава кривина има во однос на деформитетот и секогаш мора да се побара стручна помош, дали е тоа од ортопед или е физијатар, за да се одреди кој тип на вежби, каков тип на вежби, дали е потребно затоа што од различни степени на искривување различен начинот на лекување, дали е потребно да се носи некакво помагало од типот на еластични корсети, еластични завои, пластични корсети или не де Боже потребно веќе да се размислува на хируршки начин на лекување на деформитетот. Значи мора да се побара стручна помош. Како ќе го забележат родителите или нели на оние рутински систематски прегледи е дека едното раменце е поспуштено, зборуваме ке сколиозите, дека лопатката една е поиспакнато поставено, па кој ќе го видите детето фаќа во рамењата една косина која што е заприметлива, дека има благо искривување во оние засеци на лумбалниот дел и тука гледате асиметричност и тоа е веќе еден од знаците дека внатре статиката е нешто пореметена во рабетниот столб или ќе го погледнете од страна има силно завиени раменца нанапред и тоа е знак дека кифозата веќе земала свој замав. И тука според ова не секогаш можеме да одредиме дали е потребно само вежби за кифоза, значи мора да се одреди кој степен. Најчесто ако видиме дека искривањето е нешто поголемо, мора да се направат и оние рентгенски панорамски снимки во кои што ќе се измери аголот и кривините во кои што се поставени пршленските тела за да може точно да се одреди начинот на лекување понатаму. Доктор Аница, изборот на секој родител за своето дете е најдоброто, најквалитетното и најкорисното, но не секогаш изборот на детето е истиот со изборот на родителот. Еве веќе изборот на ранците, кај прво оделенчињата, па и другите ученици е можеби првиот лик, односно печатливиот лик на ранецот. Додека за разлика од ортопедските, може би се малку поскапи, но колку е препорачливо веќе да се посегне и кон тој сегмент родителите да првиот избор на ранец да биде ортопедски. Ранецот е оној кој што навистина прави лошо оптеретување и дечињата секојдневно ги носат дој од училиште па низ училиште, така да и тој степен на оптеретување е прилично неправилен. Треба да се обрне внимание да се има квалитетен ранец, кој што првично сам по себе нема да биде тежок кога е празен. Затоа што ранецот треба да биде не потежок од 10 до 15% од телесната тежина на самото дете. И не треба да биде преголем, односно не треба да зафаќа повеќе од 2/3 од грбот на самото дете. Така да кога ќе ги видиме првачињата, половина од нивното тело зафаќа ранецот и навистина смешно и жално изгледаат и начинот на кој што се врши оптеретувањето. Прво треба тој да е со широки рамки за убаво да го повлекува рамениот појас наназад, потоа треба да е со прегради. И секогаш најтешките книги да се ставаат поблиску до грбот,
полесните, односно оние моливчиња и слични работи да се ставаат во надворешниот дел, за да не биде дека ако ги ставиме книгите во надворешната преграда ќе го влече наназад и ќе изгледа како детето да ќе падне. И тој начин на редење, ајде да речем на ранецот е многу битен. Потоа рамките на ранецот да не бидат многу опуштени па да го влече наназад, туку нивото на ранецот, долниот дел на ранецот да завршува до завршитокот на лумбосакралниот дел кај, односно на кичмата кај детето, за повторно да го нема моментот на влечење наназад. Особено исто така се приметува и дебелата подлога, односно... Да. Тие дебели подлоги понекогаш знаат и да пречат. Затоа е подобро да има да се обрне внимание, не мора толку да има дебела подлога позади, затоа што и таа знае да влече и непријатно да му биде на детето, колку што е битно да биде во прегради, правилно да се распоредуваат книгите во преградите. Доктор Аница, навистина благодарам за утренски разговор. Убаво обширно објаснивме за оние деформитети на работниот столб кои што се најчести кај децата и секако за советите кои што им ги дававме, посебно за последниот дел со ранците и за изборот на правилен ранец, за едноставно да на некој начин да влијаат, да превенираат кон подобро држење на работниот столб кај децата. Благодарам.